Добро вечер, дечиња. Се надевам дека сте спремни да си легнете, да заспиете, а тоа ќе го направиме со помош на две бајки. Вечерва ќе прочитаме само две, малку пократки, ама многу сладки. Затворете очиња и слушајте внимателно. Репа великан. Одамна, во една стара куќа со голема бујна градина, живееле една баба и еден дедо. Бабата и дедото одгледувале 6 жолти канаринки, 5 бели гуски, 4 сиви кокошки, 3 црни мачки, 2 прасенца со мешиња како буренце и една голема кафеава крава. Едно убаво мартовско утро, бабата седнала на креветот, длабоко вдишила, ги наполнила градите со пролетен свеж воздух и рекла: време е да посадиме зеленчук. Бабата и дедото отишле во градината. Посадиле грашок, моркови, компир и граф. На крајот дедото посадил и репка и рекол: расти, расти репко сладка, расти, расти репко крепка. Ноќта во градината на старата куќа се слушнало кап, 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 заросил дождец. Дедото и бабата се насмевнувале во сонот. Од дождот семињата набабриле и од нив израснал убав и сочен зеленчук. Пролета минувала, а зеленчукот зрел на летното сонце. Дедото и бабата отишле во градината и ги собрале компирите, морковите, грашокот, гравот и репката. Во градината останала само уште една репка. Израснала репката сладка, крепка, голема, преголема репа великан. Едно убаво септемвриско утро, дедото седнал на постелата, длабоко вдишил, ги наполнил градите со свеж есенски воздух и рекол: време е да ја откорнеме и последната репа. И отишле во градината. Дедото се обидел да ја откорне репата, но не успел. Репата не се помрднала. Дедото ја викнал бабата да му помогне. Бабата го фатила дедото околу половината и почнале заедно да влечат, но репата повторно не се помрднала. Бабата ја викнала големата кафеава крава да им помогне. Дедото, бабата и големата кафеава крава се фатиле еден за друг и почнале да влечат, но репата не се помрднала. Дедото си го избришал испотеното чело и побарал помош од двете прасенца со мешиња како буренце. Дедото, бабата, големата кафеава крава и двете прасенца со мешиња како буренце се фатиле еден за друг и почнале да влечат. Но репата не се помрднала. Бабата си ги засукала ракавите и побарала помош од трите црни мачки. Дедото, бабата, големата кафеава крава, двете прасенца со мешиња како буренце и трите црни мачки се фатиле еден за друг и почнале да влечат, но репата не се помрднала. Една од мачките си ја свиткала опашката и побарала помош од 4 сиви кокошки. Дедото, бабата, големата кафеава крава, двете прасенца со мешиња како буренце, трите црни мачки и 4 сиви кокошки се фатиле еден за друг и почнале да влечат, но репата повторно не се помрднала. Една од кокошките ги стресла пердувите и побарала помош од 5 бели гуски. И повторно сите заедно се фатиле еден за друг и почнале да влечат, но репата не се помрднала. Една од гуските го истегнала вратот и побарала помош од 6 жолти канаринки. Дедото, бабата, големата кафеава крава,
2 прасенца со мешиња како буренце, 3 црни мачки, 4 сиви кокошки, 5 бели гуски и 6 жолти канаринки се фатиле еден за друг и почнале да влечат. Но репата не се помрднала. Дедото се почешал по темето. Сите животни биле задишани, изморени и легнати на земја. Тогаш бабата се сетила. Отишла во кујната и на подот пред глувчевата дупка ставила парче сирење. Набрзо од дупката се покажало главчето на гладното глувче. Бабата го фатила глувчето и го однесла во градината. Дедото, бабата, големата кафеава крава, 2 прасенца со мешиња како буренце, 3 црни мачки, 4 сиви кокошки, 5 бели гуски, 6 жолти канаринки и гладното глувче се фатила за големата репа, се откорнала, се фатиле еден за друг, влечеле и наеднаш големата репа се откорнала од земјата и сите се превртеле. Канаринките паднале врз глувчето, гуските паднале врз кокошките, кокошките паднале врз мачките, прасенцата паднале врз кравата, бабата паднала врз кравата, а дедото паднал врз бабата. Сите лежеле на земја и се смееле. Вечерта, дедото и бабата во голем сад сготвиле вкусно јадење од сладката репа. Сите јаделе со големи лажици. И дали сте слушнале за ова? Гладното глувче од јадењето изело најмногу од сите. Дедо и внук. Дедото многу остаре. Нозете веќе не го држаа, очите не му гледаа, а ушите не му слушаа. А и заби немаше. Кога јадеше, јадењето му паѓаше или му течеше од устата. Затоа, снаата и синот почнаа да не го канат да јаде заедно со нив на трпезата. Дедото беше принуден да јаде сам покрај печката. Еден ден, јадењето му го дадоа во чаша. Дедото сакаше да ја дигне чашата за да јаде од неа, но таа му падна од раце и се скрши. Снаата почна налутено да му вика и да го прекорува. Му префрлаше дека за ништо не го бидува, дека прави само штети и дека одсега ќе јаде од дрвен сад, односно од копанка. Утредента, додека мажот и жената си седеа дома, го видоа нивниот син како на подот си игра со дрвени парчиња. Татко му го праша: "Сине, што правиш?" "Тато, правам копанка за тебе и за мама, за да имате од што да јадете кога ќе остарете." Мажот и жената се погледнаа и очите им се наполнија со солзи. Им беше жал и срам што го карале и прекорувале стариот татко. Од тој ден, дедото јадеше заедно со нив и никогаш не го одвојуваа од заедничката трпеза. Добра ноќ!